Во овие рани попладневни часови, нестабилно со пороен дожд и грмежи, локален интензитет е во јужните предели, а полека започнува и на западот од државава. До крајот на овој вторнички ден на многу места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а локално процесите можно е да бидат интензивни во форма на невреме, проследено со интензивен пороен дожд, силен ветер, силни електрични празнења, услови за појава на град, како и позначително количество на воден талог за кратко време. Нестабилно ќе биде и во Прилепскиот регион со локална појава на пороен дожд, грмежи и засилување на ветерот на широкиот дел од градското подрачје. На граѓаните ги советуваме во случај на појава на електрични празнења да не се представува на отворен простор и под осамени дрвја, додека овчарите своите стада да ги заштитуваат, односно да ги делат во помали групи. Исто така, во случај на силен ветер, граѓаните да внимаваат каде се движат и да ги стават автомобилите понастрани од дрвјата. Потоа, од утре среда па се до сабота, ќе има услови за краткотрена нестабилност само во планинските места од западот и од југозападот на државава. Ке дува и засилен ветер од северен правец на повеќе места, па така и температурите ќе опаднат за 5 до 6 степени и најснежно ќе биде во четврток, кога максималните дневни температури низ државава ќе се искачуваат во интервалот само од 21 до 28 степени. Од сега гледано, враќање на овој циклон кој е наречен Флориан носи нова дестабилизација на времето, веќе од недела попладне и навечер, па натаму, текот на следните денови.